Вести на Канал 8. Добро вечер. Членовите на Сдруженијето на стечени работници од Кочани не се задоволни што предлог законот за решавање на нивниот статус не помина на Собраниската комисија за труд и социјална политика. Сепак не се откажуваат од барањето да ги остварат своите права и велат дека ќе се обидат на пленарна седница на Собранието да постигнат поволно решение. Иако останаа со кратки ракави по комисиската расправа во Републичкото собрание, членовите од Кочанскиот огранок на Сдруженијето на стечени работници УНИТ не се откажуваат од барањето да се усвои предлог законот за решавање на нивниот статус. Велат дека се незадоволни и револтирани што не добиле поддршка од мнозинството во Комисијата за труд и социјална политика, а посебно од пратеничката Бети Кузмановска. На редовниот состанок што го одржале стечајците, се договориле да остварат средба во канцеларијата на пратеничката за да ги слушнат нејзините ставови зошто предложените законски решенија не го добиле потребниот број гласови. Канцеларијата е затворена, набавивме број телефонски од секретарката, се јавуваме многу пати, телефонот е исклучен. И затоа сега јавно повикуваме пратеничката Бети Кузмановска, доколку гледа Канал 8 на локална телевизија, да ни закаже термин кога може да не прима, да разговараме што има таа против процесуалните работници Кнолошкиот вишок на општина Кочани. Членовите на УНИТ се незадоволни што нивната голгота продолжува и понатаму, заради што решиле да го послушаат повикот на нивната председателка Лилјана Ѓоргиевска. Ние денеска постапивме според тоа што ни е кажано синоќа што слушавме на таа седницата. Лилјана господјата кажа да ги собереме белешките, да ги пуштиме у парламентот и кој сака нека ги плаќа. Ние пари немаме, затоа што сме веќе 10 години се мааме така по улиците како буди кучиња, кажано без пари. Сепак, кочанските стечајци велат дека до крај остануваат на своите барања во врска со предлог законот. Има надека нас, расположение има, ние ќе бидеме присутни. Кога ќе биде законот, предлог законот ставен на пленарна седница во Скопје, ние ќе бидеме присутни пред собранието. Едноставно на нас ни власта наметна, а нас не нас занима која е власт, дали е СДС, дали е ВМРО. Нашиот проблем треба некој да го реши. Стечајните работници се надеват дека наскоро ќе остварат средба со пратеничката од Кочани, која е член на Собраниската комисија за труд и социјална политика, за да ги образложат ставовите по предложениот закон за решавање на нивниот статус. Започнаа да се санираат големите оштетувања на патот кон Пониква. Тоа е само мал дел од планираните зафати на оваа делница, за кои се чекаат државни пари. Започна крпењето на ударните дупки на регионалниот пат од Кочани до Пониква. Механизацијата на Кочанската секција на Македонија пат ќе биде на терен во четврток и петок, за да ги санира оштетувањата на коловозот. Со 20 тони топла асфалтна маса ќе се пополнат длабоките оштетувања. По 10 ќе бидат поставени во текот на 2 дена. Ова се прави во пресрет на новата зимска туристичка сезона на Пониква, иако е само мал дел од планираните зафати на овој патен правец. По опфатна санациона операција на регионалниот пат треба да биде комплетното поставување на нов асфалт на проблематичниот горен дел од делницата, токму од поранешниот мотел Шарена чешма до аеродромот. Станува збор за должина од околу 4 км и ширина од 6 метри на коловозната лента, со 5 см надградба на постоечкиот асфалтен слој. Но за тоа се чека одобрението од Фондот за магистрални и регионални патишта, кој треба да обезбеди 1,5 милиони денари, колку што се потребни за активностите за реконструкција на патот. Барањето на Кочанската секција на Македонија пат го поддржува и Советот на Источнопланскиот регион, како и општините Кочани и Провиштип, кои работат на заеднички проекти за развој на Пониква. По прифаќањето на одлуката за основање заедничко јавно предпријатие меѓу општините Кочани и Пробиштип, ќе се решава и за неговиот назив и други статутарни прашања. Предпријатието треба да се грижи за инфраструктурното одржување и уредување, како и за другите комунални работи во спортско-рекреативниот центар на Осогово. Започна процедурата за основање на новото меѓуопштинско предпријатие што се договорија да го формираат Кочани и Пробиштип. По неодамнешното давање согласност од советите на двете општини, доставена е предлог одлука за неговиот назив. Според неа се предлага целосното име да биде заедничко јавно предпријатие Пониква КП Кочани, што се образложува со тоа што новиот правен субјект ќе се грижи за спортско-рекреативниот центар на Осогово.
Одлуката ќе се најде на расправа пред советниците на седницата, закажана за петок. На последната седница пак тие веќе донесоа одлука, потребната сума за основање на предпријатието во висина од 5000 евра по половина да ја финансираат двете општини од своите буџети. Трошоците за работењето на предпријатието ќе се покриваат со пари од сопствените приходи, од буџетите на двете општини во соодност 50-50, како и од донации, спонзорства и други извори. Новоформираното предпријатие практично ќе управува со постојниот ски центар на Пониква. Истовремено, негова обврска ќе биде снабдувањето со вода за пиење, отстранувањето на отпадните води, собирањето и транспортот на цврстиот отпад, како и уредувањето на просторот со кампови, одморалишта, објекти за сместување, како и да ги развива и унапредува условите за повеќе видови спортови. Една од приоритетните дејности ќе биде организирањето превоз на патници до и од Пониква. Управниот одбор на заедничкото предпријатие ќе го сочинуваат по 20 членови од двете општини и еден член од акционерското друштво МЕПСО. Во надзорниот одбор 2 члена ќе именува општина Кочани, а еден ќе биде по предлог од општината Пробиштип. Членовите и на двата одбора ќе се изберат во рок од 30 дена од запишувањето на предпријатието во Централниот регистар, додека директорот, што ќе го назначува градоначалникот на Кочани, треба да се избере во рок од 2 месеци. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов им беа доделени свидетелствата на 35 возрастни ученици од ромската популација, кои посетуваат настава за доквалификација. Целта е до оформување на образованието на возрастни роми од општина Кочани. Свечено доделени свидетелствата на 35 возрастни роми за завршена година во зависност од постигнувањата и времето кога се вклучиле во проектот. Воредните ученици се дел од компонентата за дооформување на средно образование за возрастни, што е во рамки на проектот Образованието прозорец кон иднината, финансиски поддржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Нашата цел, нашата интенција е да до крајот на проектот, а тоа е јуни 2014 година, па ако треба и ќе бараме продолжување на проектот, е да сите или барем 90% од присутните се стекнат со завршено средно образование, што за нас представува еден силен индикатор, силен мотив да работиме, бидејќи знаеме дека веќе митот дека ромската заедница не учи е разбиен, такво нешто значи не постои. Ромската заедница е желна да учи, сака да напредува. Проектот започна во 2011 година, кога во првиот циклус учествуваа 24, а во вториот 35 ученици. Сите учествуваат бесплатно и трошоците за школување им ги плаќа невладината Светла иднина со поддршка од Ромскиот едукативен фонд и општина Кочани, кои за еден вореден ромски ученик годишно се движат помеѓу 26 и 35.000 денари. Ги охрабруваме да колку може повеќе се пријават посебно граѓани од ромска популарност за овој проект. Посебно ми е мило дека бројката веќе е исполнета и дека ќе се бараат начини и средства за нови ученици. Ние како локална секогаш ќе стоиме на располагање, еве и сега значи го поддржуваме овој проект и од финансиски и од стручен и од просторен аспект. Ромите задоволни од своите постигнувања, со надеж дека образованието ќе им послужи за изнаоѓање подобра работа. Денеска земев свидетелство за прва година. Школата е нешто најбитно и потребно ми е, значи да завршам средна година и ќе продолжиме. Земав свидетелство за прва и втора, сега сакам да продолжам понатаму, да стекнам образование, доказ дека можам понатаму, за да остварам некои мои сакани дејности и цели. Доколку се утврди потребата од дополнителен број запишани роми на дообразување, во тој случај ќе се бараат нови средства од Ромскиот едукативен фонд, за да се вклучат и тие во образовниот процес и да завршат средно образование, велат од невладината Светла иднина. Локалната самоуправа на Кочани се уште е без трајно решение за сместување на социјално загрозените лица во општината, посебно од ромската популација. Со тоа и понатаму е отворено прашањето за семејствата што живеат во старата касарна, за кои исто така се најавуваше разрешување на статусот. Обезбедувањето живеалишта за лицата со социјален ризик и понатаму останува еден од главните проблеми за повеќе од 30 на семејства во општина Кочани. Најголем дел од нив се сместени во субстандардни услови во старата касарна, без основни услови за живот.
Иако ваквата состојба е затекната од поодамна, до сега многу малку е сторено таа да се подобри. Не помогнаа ни заложбите на донаторската конференција, што на крајот на март минатата година се одржа во хотелот Национал, кога проблемите на социјално загрозените семејства беа представени пред повеќе амбасадори и представници на странски хуманитарни организации во Македонија. Според владините представници и понатаму на истиот начин ќе се бараат пари за да се реализира решавањето на стамбеното прашање на дел од ромската популација. Направивме неколку донаторски конференции. На сите наши донатори им ја представивме нашата програма на декарата и стратегијата на ромите, дека основен проблем и основна мотивација на ромската заедница е да се реши нивното домување. Секако дека ќе има помош и од владата на Република Македонија, но секако дека тука треба да биде приклучена и Европската комисија од нивните ИПА фондови или од други некои средства, каде што се надевам дека ќе се инволвират тука едни од интернационалните организации, каде што се и UNDP и амбасади, со тоа што ќе направиме еден тим на донатори. Пред околу 2 години општина Кочани изврши измена на урбанистичкиот план во местноста Колерски гробишта. На таа локација е предвиден простор за изградба на објекти за социјално загрозените ромски семејства, главно од старата касарна. Со донаторската конференција требаше да се обезбедат пари за оваа намена, но по повеќе од 1,5 година и покрај првичните најави од унгарската амбасада, резултати досега нема. Вакцинацијата против сезонски грип во Кочани и општините кои ги покрива Кочанскиот центар за јавно здравје почнува в понеделник. Вакцините се стигнати и се со висок квалитет, информираат од центарот. Во центрите за јавно здравје во државата започна, а во Кочанскиот центар вакцинацијата против сезонски грип стартува в понеделник. Пристигнаа 2200 вакцини што во наредниот период ќе им бидат на располагање на заинтересираните граѓани, информираше директорката на центарот Благица Ѓурковиќ. Вакцинацијата не е задолжителна и чини 400 денари. Во Македонија годинава се набавени околу 30.000 дози тритипна вакцина, произведени од фармацевската компанија GlaxoSmithKline од Белгија. Од Кочанскиот центар за јавно здравје велат дека вакцините се безбедни, со врвен квалитет и одобрени од Бирото за лекови. Ѓурковиќ истакна дека вакцината се препорачува на сите граѓани, посебно ризичните групи, а тоа се постарите и лицата со хронични заболувања, помалите деца со намален имунитет и хронични заболувања, но се препорачува и на лицата кои во текот на својата работа се изложени на заразување. Препораките се населението навреме да се вакцинира, бидејќи потребни се минимум 2 седмици за создавање на имунитет и отпорност на организмот. Пчеларите ја утврдуваат бројната состојба на пчелните семејства заради субвенционирање. Доколку не се преземат соодветни мерки за санација, штети ќе има и во 2014-тата. Пчеларите од Кочанско и Виничко кои се регистрирани во ветеринарниот информацијски систем до крајот на овој месец имаат обврска да ја пријават бројната состојба на своите пчелни семејства во ветеринарните станици. Оттаму пак денови ви испратија екипи на терен за да испитаат здравствената состојба на пчелите. Прецизното евидентирање на бројноста на пчелните семејства е предуслов за субвенционирање на пчеларите. Пријавувањето на бројната состојба на пчелите се прави 2 пати годишно, во април и во октомври. Во април се врши евиденцијата на презимени пчелни семејства, број кој влегува во апликацијата за субвенции. Минатата година наглите температурни осцилации погодија над 70% од пчелните семејства. Субвенциите беа доволни само за да се покријат штетите. Пчеларите од пониските региони имаа многу мали приноси. Доколку не се преземат соодветни мерки за санација, штети ќе има и во 2014 година. Од одгледување пчели во Кочанско екзистираат околу 300 семејства. Голема заинтересираност на виничани за фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас. Картите за сите содржани од фестивалот распродадени до последна. Во изминатите денови виничани живеат во духот на хуморот и сатирата. За фестивалот има голема заинтересираност, а за тоа сведочи преполната сала до последно место на Домот на културата Тошо Арсов за време на представите. Во вторникот беше одиграна представата Лжецот на театарот од Травјана, пародична комедија на општествено-политичките случувања во Бугарија. Во средата беше одиграна белградската представа Пукла Брука, во која главната улога ја играше Тијана Дапчевиќ.
Фестивалот продолжува вечерва со представата Ноќите во бел сатен на Братислав Димитров и театарот од Велес. Во петок, последниот ден од фестивалот, стендап ќе има Сашко Куцев, за кој картите се распродадени. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја в петок 18 октомври ќе останат корисниците од улицата Гоца Делчев, улицата Маршал Тито до Универзитетот Ленин. Потоа корисниците кои живеат околу градскиот пазар и оние на улицата Иван Милутиновиќ, поточно во близина на Црвен крст. Прекинот ќе биде во периодот од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, прекинот е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Следуваат информациите од спортот. Кочани и Едина С најавуваат фудбалски празник в недела. Според прикажаното, досега мечот го носи епитетот дерби во годинешното првенство. Надпреварот од 6-тото коло во женската фудбалска лига носи повеќе предзнаци на дерби, локално дерби на колото, дерби на првенството. Пресрет на пресметката в недела меѓу двете непоразени екипи на врвот од табелата. Во двата табора владее позитивна атмосфера и желба за надигрување. Во контекст на овој прес би сакал да информирам и да апелирам до граѓаните и гледачите и да ги поканам, доколку се во можности се заинтересирани, значи во недела да дојдат да присуствуваат, да бидат дел од овој спектакл, да биде спортски ден, ден на женскиот фудбал во нашата општина, затоа што нашата општина во склоп со НСБ Оризари има право да се гордее на ова дерби, затоа што овие два клуба потекнуваат од нашата општина. И веројатно, според сите некои наши статистики, претпоставуваме дека имаме шанси да биде било кој од нас двајцата шампион на Македонија за оваа година, оваа сезона. Значи, нашата екипа е подготвена, како психички, така и физички. Меѓутоа, ова е надпревар кој сам по себе, мислам дека до сега надпреварите меѓу Кочани и Едина С од Оризари секогаш се били интересни и исто очекувам и овој надпревар да биде таков. Очекувањата се, значи секој спортист очекува победа на секој надпревар. Ние веруваме во нашата екипа, знаеме дека вредиме, дека имаме квалитет, иако еве, ајде за овој надпревар фаворитската улога ќе ја доделиме на екипата на Кочани, меѓутоа сепак ние мислиме дека имаме квалитет да извојуваме победа. За надпреварот во недела можам да истакнам што се однесува до женскиот фудбалски клуб Кочани, дека здравствениот билтен е добар, значи немаме ниту повредени, ниту фудбалерки кои што влечат подолго време повреда. Се надеваме дека тој надпревар ќе го одлучи момент на инспирација кај некој од фудбалерките. Знаеме дека ќе биде доста тежок и неизвестен надпревар и се надеваме дека без никакви последици, дека надпреварот ќе биде фер, коректен, а подобрата екипа нека победи и нека ги освои трите бода. Овој надпревар ќе биде дерби на колото, дека ќе биде добра интересна утакмица, дека двете екипи имаат играчи кои што заслужуваат внимание од пошироката јавност. Значи ги повикам сите граѓани на Кочани, на Оризари во недела во 11 часот да бидат присутни на стадионот во Оризари, да присуствуваат и да видат дека и женскиот фудбал е квалитетен фудбал и дека се игра одличен фудбал. Во успех за своите екипи веруваат и фудбалерките. Ние тренираме напорно, спремни сме и кога ќе отидеме во недела во Оризари се надеваме на победа. Ние како екипа не сме за потврлување, секогаш тренираме максимално, даваме се од себе и мислиме дека во недела ќе ги освоиме трите бода. Значи како и секоја екипа, така и нашата, сите сме оптимисти. Не губиме надеж, значи надежта последна умира. И сега среќата зависи од самата среќа, зависи од денот, како ќе ни почне, ама пред се мислам, јас сум лично оптимист и се надевам на 3 бода од утакмицата во недела.
Канал 8 како партнер на женскиот фудбал со слика ќе биде присутен и од теренот во Оризари. Викендов се игра комплетното 6-то коло во женската фудбалска лига. Наскоро стартуваат и футсал надпреварите, а кошаркарите на Баскет Дино беа убедливо поразени од МЗТ на стартот од сезоната. Баскет Дино повторно е ничкосан од неприкосновениот фаворит МЗТ Скопје. Ниту жешката атмосфера што ја создадоа фановите на домаќинот во спортската сала не беше доволна кочанските кошаркари конечно да го поразат големиот ривал. Загубија со убедливи 72:104. Гостите од Аеродром доминираа во сите четвртини од надпреварот со исклучок на втората што домаќините ја добија со само поен предност. Играта што ја прикажаа кошаркарите на Сашко Лазаров не ветува дека неговиот тим во М18 и годинава има капацитет да направи посериозен чекор нанапред, иако за очекување е дека ќе го задржи местото во елитата во оваа конкуренција. Овој надпревар беше само премиера на Баскет Дино во новата сезона која току-што започна. Екипата учествува во М14 и М16 лигите, а пријавен е и тим кој ќе се надпреварува во третата македонска кошаркарска лига. Трите преостанати екипи покрај М18 сезоната ќе ја отворат предстојниот викенд. Во првото коло од третата лига, Баскет Дино игра против Црндрим. Во М16 лигата, кочанскиот представник се среќава со Лирија, а во М14 со Лирија 77. А извршена е ждрепката за надпреварите во втората македонска футсал лига. Новоформираната екипа Кочани ќе стартува на домашен терен во новата спортска сала во основното училиште Никола Карев. Првиот надпревар е закажан за 26 октомври, а кочанскиот представник за противник ќе има екипата на Фифи од Пробиштип. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!